Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Како што знаете, за концертот што се држува овде во Ньюкастел, во нашата македонска сала на 19 април во петок, со најпопуларните од наша убава Македонија, браќата Златко и Владко Миладиновски и нивниот братучет Дамјан Стојановски, син на легендарот Војо Стојановски. Карти може да си земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот на вечер. Да слушниме нешто повеќе околу овој концерт. Здраво живо, мои македонци! Македонското младинско друштво Никола Карев, 40 години амбасадор на македонскиот фолклор, ви представува голема австралиска турнеја со најдобрите и најпопуларните естрадни уметници на македонската естрада. Владко Миладиновски, Дамјан Стојановски, и маестро Златко Миладиновски, кој свири на повеќе инструменти. За музичката придружба ќе бидат задолжени извонредните оркестри Пелистер, Амадеус и Млада генерација. Петок, 19 април, Ньюкасл. Во Македонскиот културен центар Ньюкасл од 7:30 часот. Влезница $40. За повеќе информации кај Пеце Вртковски 041 16 73 073, Джони Линковски 043 75 45 456 и Ристо Веловски 041 42 96 910. Ве повикуваме на незаборавни концерти заедно со Владко, Дамјан и Златко. Повеќе информации кај Јаце Петровски на телефон 041 71 28641. Да ги проследиме и другите соопштенија. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како и секоја година и ова по повод празникот над празниците Христовото, Воскресение Великден се осветуваат домовите и тоа по населбите. Понеделник, 1 април, се оди во Чарлстеон, вторник, исто така Чарлстеон и Кахајба. Среда, 3 април, Котара и Котара Сеат и Адамстеон. Четврток,
Исто така 4 април, Адамстеон и Адамстеон Хајт. За другите населби ќе ве обавестиме во наредните програми. Се одржува Charity Ball, помош за истражување на кенса болеста. Сите пари ќе се донират до Australia Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 мај со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за оваа вечера е $150 по лице со 3 врсти јадења и сите пијалоци. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се одржува за 18 години и постари лица. Ќе има богата лотарија. За карти јавете се кај Ник Зулумовски на 0418 689752, кај Мери Мицевска на 0413 634181, Мајкол Груевски 0418 991911, Натали Дончовски 0420 421001, Джесика Маджуровска 0404 934218 и кај Џони Линковски на 0437 545456. Почитувани слушатели од Нјукастел и околината, имаме ново нешто во нашата куња овде во Нјукастел, во нашата македонска сала. Се сервират разноврстни јадења, пресно кувани од наши кувари, и тоа секој втор петок од 6:30 сатот на вечер. Ако сакате да резервисате маса, јавете се кај Џони Линковски на 0437 545456 или видете на Facebook околу сето тоа. Управата на пензионерското друштво Гоце Делчев од Нјукастел организираат ручек за сите пензионерски мембери, и тоа во сабота на 6 април со почеток во 10 сатот сабајлето во нашата македонска сала. Картите ќе коштат само $10 по лице со богат ручек. За карти јавете се кај Јован Новачевски на 0424 37 3893, кај Коле Стојчевски на 0414 501831 или секој понеделник и четврток во црковната сала од 10 сатот сабајлето до 1:30. Да си земите карти. До сите родители на децата од 5 години постари, може да ги донесите вашите деца во нашата македонска сала за учење на македонскиот јазик, култура и традиција. Имаме наставници секој петок од 4:30 до 6:30 на вечер. Школото почна неколку месеци, сите сте добро дојдени. Едно соопштение од председателот на нашата нова управа Саше Стојчевски организира работна доброволна акција во црковниот храм, и тоа сабота 13 и недела 14 април. После службата ќе се чисти цела црква и сите икони. Кој може да дојдете во тие 2 дена да помогнете, ќе бидеме многу благодарни. Помош за здравје во нашиот храм. Исто така да најавиме дека вашата чланарина може да се платите до крајот на месец март за да станете мембери во заедницата. Во склоп на сето тоа ќе се одржи генерален митинг со годишен извештај за 2018 година за сите членови, и тоа утре, недела, 31 март, во 1 сатот после ручек. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 21 април. Исто така уште едно соопштение од игралната група. Кореографот Добре Колевски најавува дека игралците тренираат секој петок од 6 сатот на вечер во нашата македонска сала. Да продолжиме со најновите вести од Македонија. Мицковски се обратува до Заев и му вели: го уништивте идентитетот и не ги избришавте корените, се борите само за власт и пари. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски во дуел со Зоран Заев на Канал 5 телевизија посочи дека премиерот е човек со неконзистентни ставови. Во неколку наврати Мицковски ги посочи неговите ставови околу промената на името на државата, предвремените парламентарни избори, како и преговорите околу реформските закони во правосудството. Откако се вжешти атмосферата како резултат на фактите кои ги посочи Мицковски во однос на неконзистентни изјави на Заев, тој започна со навреди, на што лидерот на ВМРО
ДПМН му одговори: "Вие докажавте дека се борите за пусти пари. Вие докажавте дека се борите за власт и пари", рече лидерот на ВМРО ДПМН. "Идентитетот претходно беше потврден, вие го уништивте, господине Заев. Им ги избришавте корените на нашите деца", изјави Мицковски. Мицковски истакна дека договорот кој што го потпиша СДСМ и Зоран Заев со Грција е капитулански чин. На тој начин себе обрекуваме и ВМРО ДПМН во ниту еден момент нема да прифати со ова содржина како што е ваков. Таа содржина на овој договор не само што не ги заштитува нашите национални интереси, туку напротив, вековно се одрекуваме. Ни удри иднина и дополнително ги комплицира процесите. Според овој договор, ние сме македонци како во резерват во овие 25.000 квадратни километри, вели Мицковски. Тој исто така го запраша Заев што се случи со македонската жица, во која се колнеше во собствените деца и предци дека нема жив човек кој ќе го смени името, и го запраша Заев ако договорот е добар да одговори на кој јазик зборуваат македонците во Грција, на кој јазик зборуваат луѓето во Воден, а е различен од тој кој што го зборуваат грците. Се страмите, се плашите, не сакате за изустите дека македонците во Егејска Македонија зборуваат македонски јазик, истакна Мицковски. Мицковски додаде дека ВМРО ДПМН ќе работи напорно и ќе ги исправи сите грешки од договорот, односно како што рече тој, ништо не готово, иако некој ве обедува дека се е завршено. На прашањето какви се намерите на ВМРО ДПМН кон Преспанскиот договор и дали ќе го почитува доколку ВМРО ДПМН дојде до власт, Мицковски рече дека ВМРО ДПМН од самиот почеток не го поддржува овој капитулански договор. Договорот кој што го потпиша СДСМ и Зоран Заев со нашиот јужен сосед, од самиот почеток кажавме дека тоа за нас е капитулански чин, дека на тој начин практично ние себе одрекуваме и дека во итни момент не сме подготвени да го прифатиме со оваа содржина, како што е таков. Имавме прилично кристален јасен став дека таа содржина на овој договор не само што не ги заштитува нашите национални интереси, туку напротив, вековно се одрекуваме, рече лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. Тој рече дека помеѓу Македонија и Грција бил потребен договор, но не ваков со сите овие импликации, кој е комплетно погрешен и ги комплицира процесите во иднина. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Мерак песна" на нашата мила и сакана ќерка и сестра Анџелик Ристевска, со наискрени желби и честитки од се срце, и го честитаме 18-тиот роден ден, исто и посакуваме многу здравје, среќа, успех во иднина, заедно со сите нејзини блиски и многу сакани. Овие искрени желби ги посакуваат тато Миле, мама Линда и милото братче Дени, сите Ристевски. Да слушниме песната.
со песната Бела Анче. На нашата многу поштована и сакана внука и братучеда Анджелик Ристевска и го честитаме 18-тиот роден ден. Воедно сакаме да ја посакаме многу здравје, голема среќа и весела иднина со голем успех во школото и работата. Овие од се срце желби се посакани од дедо Јоце, баба Блага, Чичо Дени, Нина Вики и братучедот Џордан Ристевски. Да ја слушниме убавата песна. Со песната Царе Мори. На прев внуката и внука Анджелик Ристевска со најубави желби и честитки и го честитаме 18-тиот роден ден. Исто така сакаме да ја почеститаме многу здравје, голема среќа и успех во иднина, заедно со сите нејзини мили, поштовани и сакани. Убавите желби се посакани од предедото Миле, пребабата Слободанка и дедовците Тоде, Драги и Менде со нивните фамилии сите Тодоровски. Ajde promeni se, care mori, to
A сега да ја слушнеме убавата песна од Владко Миладиновски, кој доаѓа овде во нашиот град Њукастел на 19 април во петок. Песната носи наслов Велат не нема. pesni gordo peme. А сега да ја слушнеме убавата песна Бојана ми е судена, исполнета од Дамјан Стојановски, кој исто така доаѓа овде со неговиот братучет Владко Миладиновски во нашата македонска сала на 19 април. Да ја слушнеме убавата песна. Bojana bila mamo tak sana.
Уште една убава песна од младиот Дамјан Стојановски, син на Војо Стојановски, кој доаѓа овде кај нас во Њукастел во петок на 19 април. За карти, како што рековме, во црковната сала секој петок од 6 до 8 сатот на вечер. Да си обезбедите маса и карти со вашите блиски. Да слушнеме песната Ја сакам Македонија. Било се на светот, ама едно не, име да им смета на соседите. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. Европа да гледа и премолчува, иако ја знае цела вистина. А и со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ке сочуваме. А и со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ке сочуваме. Ова земја стара библиска, помлада е само од сонцето, кај минале војски царства паѓале, ама македонците останале. Кај минале војски царства паѓале, ама македонците останале. А и со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме татковината. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ке сочуваме. А и со Господ напред во еднината, и да си ја чуваме Македонија. Ама мора еднаш да се сплотиме, само така име ке сочуваме. А сега, почитувани слушатели, да ги проследим уште една соопштенијата од Њукастел и околината. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Како и секоја година, и ова по повод празникот над празниците Христовото воскресение. Великден се осветуваат домовите, и тоа по населби. Понеделник, 1 април, се оди во Чарлстеон, и вторник, Чарлстеон и Кахајба. Среда, 3 април, Котара Сеат и Адамстеон. Исто и четврток, 4 април, Адамстеон и Адамстеон Хајт. За другите населби ќе најавиме во наредните програми. Се одржува Черети Бол, помош за истражување на кенса болеста.
Сите пари ќе се донират до Australian Cancer Research Foundation. Овој бол ќе се одржи во нашата македонска сала и тоа во сабота на 18 мај, со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер е $150 по лице со 3 врсти јадења и сите пијалоци на вечерта. На вечерта ќе ве забавува најдобрата музичка група Сенатор Бенд. Ова се одржува за 18 годишни и постари лица. Ќе има богата лотарија, а за карти може да се јавите кај Ник Зулумовски на 0418 689752. Мери Мицевска на 0413 634181, Мајкл Груевски 0418 991911, Натали Дончовски 0420421001, Джесика Маджуровска 0404 934218, исто и кај Џони Линковски на 0437 545456. Како што најавивме порано, знаете за концертот што се одржува овде во нашата македонска сала на 19 април во петок со најпопуларните од наша убава Македонија, браќата Златко и Владко Миладиновски и нивниот братуче Дамјан Стојановски, син на легендарот Војо Стојановски. Карти може да си земите секој петок во црковната сала од 6 до 8 сатот на вечер. Да слушниме нешто повеќе околу овој концерт. Здраво живо, мои македонци! Македонското младинско друштво Никола Карев, 40 години амбасадор на македонскиот фолклор, ви представува голема австралиска турнеја со најдобрите и најпопуларните естрадни уметници на македонската естрада. Владко Миладиновски, Дамјан Стојановски, и маестро Златко Миладиновски, кој свири на повеќе инструменти. За музичката придружба ќе бидат задолжени извонредните оркестри Пелистер, Амадеус и Млада генерација. Петок, 19 април, Њукасл. Во Македонскиот културен центар Њукасл од 7:30 часот. Влезница $40. За повеќе информации кај Пеце Вртковски 041 16 73 073, Џони Линковски 043 75 45 456 и Ристо Веловски 041 42 96 910. Ве повикуваме на незаборавни концерти заедно со Владко, Дамјан и Златко. Повеќе информации кај Јаце Петровски на телефон 041 71 28 641. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Мицковски на отворање на нов штаб на ВМРО ДПМН во Валандово. Нека остане запишано, доаѓа времето кога власта ќе треба да се соочи со сите лажни ветувања. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вечерва беше во посета на Валандово, каде беше дел од отворањето на новиот штаб на ОК на ВМРО ДПМН Валандово. На мое големо задоволство. Бев во победничко Валандово на отворање на новиот штаб на ВМРО ДПМН. Навршуваат 2 години од ова влада, 2 години исполнети со неправди, со многу криминал, пропуштени шанси, упропастени судбини, време кога се зголемија даноците, кога се обидува да ги понижат земјоделците, почнувајќи од оние кои ги сечат овошките до маката на јаболкарите, лозарите, кои ги измамија тутунарите, чија мака не се почитува и тоа
во време кога министерот за земјоделие се фали како лесно без морал, како шопингувал во Дубај. И се повеќе луѓе се гледаат ова неправда и затоа се повеќе луѓе ни се приклучуваат во битката да ја вратиме Македонија на вистинската патека. Патеката на достоинство и победите на правдата и чистотаста. И го гледам премиерот на дебатата така нервозен, некомотен, се препотува, постојано не ја говори вистината, зашто знае дека губи и не убедува дека работел за идните генерации, какви идни генерации заев кога ти коренот ни го исече. Но повторно ние сме како пиреј и колку да не корнеш, ние повторно ќе растеме. Нека остане запишано, доаѓа времето кога ќе треба да се соочат со лажни ветувања за сите измами и плячки што ги направија и секако да се соочат со законите сите оние кои се огрешија од прв до последен. Ќе одговорат за сите здодела и криминал, одговорност ќе има и тоа ќе ја донесе правдата која и треба на Македонија, стои во неговиот статус на Facebook. Вработените во ЗИК Пелагонија на протест на неисплатени плати. Работниците од земјоделскиот комбинат Пелагонија денеска излегоа повторно на протест, барајќи да им се исплатат за останатите плати. Велат дека ако не им се исплатат парите, ќе продолжат да протестираат. Сега бараме да видиме што се случува, да ни кажат дали го бидува комбинатот или не. Ние сме сите по 60 години. Секој ден, вака, ако правиме секој месец, ова не е начин на работа. Од јануар до сега една плата имаме земено, а никоја операција не е застаната. И жетва има, и сеидба има, се е изработено, велат работниците од ЗИК Пелагонија. Финансискиот директор Павле Цветановски вели дека проблемите настанале откако биле наплатени 2000 евра недостапни кредити и вели дека со тоа 10 плати на работниците пред време биле земени. Вели дека проблемот со доцнењето на платите се обидува да го решат со најлесен можен начин, а за сите проблеми навремено ги известувале вработените. Така беше и на последната средба со нив, на која ги известуваме дека февруарската плата ќе им биде исплатена во следните 2-3 дена, без разлика на тензијата која што е обидуваат да ја внесат дел од македонските медиуми, доцнењето на февруарската плата е 12 дена. Со сите сили и со се што е во наша моќ, се трудиме да го надминиме секое и најмало доцнење, но од друга страна и да ги задржиме сите вработени на број затоа што сме свесни дека цели семејства живеат од финансиските надосметоци на ЗИК Пелагонија кон наши вработени, вели Цветановски. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски денеска беше во работна посета на Ново село, каде се сретна со граѓаните на ново населеното место. Таму тој разговараше за незадоволствата на граѓаните од владењето на СДСМ. Штото го заврши со посетата на Ново село и со средбата на жителите на ова населено место и општина. На овие избори сите оние кои што не се задоволни од она што го како реалност го живееме, од се она што се случува во секојдневнието, потребно е да поддржиме промени. Тие луѓе ги повикувам да не поддржат, да застанат до нас, затоа што заеднички ќе се избориме за промените. Во Ново село заевзимот го уништува животот на граѓаните, земјоделците се измампулирани, нивниот труд во ова власт не се цени, граѓаните се излажани. Згора на се чувствуваат и на горко чувство кај луѓето поради промената на името и идентитетот кој го направи Заев, а не го направи тоа за да одиме напред како држава, туку да запусти пари и за власт. Имаме премиер кој се плаши да каже да изусти на каков јазик зборат луѓето во Овчаране, во денешна Северна Грција, за да не се замерел со соседите и што е со тие луѓе таму, што е со вистината која сака да ја сокрија. Истиот тој човек доаѓаше тука во Ново село, ветуваше дека ќе намало рудник, ама кога дојде на власт го заборави тоа ветување и работите со рудникот си ги тера. А тоа не престанува затоа што некој има
камиони од власта кои треба да работат за тој рудник и на крајот се работи за пари. Ние ветуваме дека кога ќе ја добиеме поддршката од граѓаните, нема да носиме одлуки спротивни на нивните интереси и ќе залагаме за заштита на нивното здравје, без рудници кои ќе носат пари за поединци, а ќе го загрозат здравјето на сите. Нашата битка е за сите граѓани, за правда и честитост. За Македонија која оди напред, стои во Facebook статусот на Христијан Мицковски. Заев повторно излажа пред македонската јавност. На регистрираните таблички на автомобилот на Мицковски стои МК фото. Зоран Заев уште еднаш ја излажа македонската јавност. Името на текот на вчерашниот дуел Зоран Заев го обвини лидерот на опозицијата дека иако декларативно не го прифаќа новото име на државата, а ги променил регистарските таблички на својот автомобил на кој стоела кратеника МК со нови на кој пишува ХМК, пренесува Инфомакс. Ќе се овозможи Република С, Македонија да стане членка на НАТО и на Европската Унија, и тоа треба често да се одговори. Став е со договорот од Грција и при тоа треба да се одговори: ќе го менувате, ќе го поништите, нема да го почитувате, Уставот нема да го почитувате или слично, а при тоа гледам дека регистрарската табличка од колата ја ставивте тука ХМК, вели Заев. Редакцијата на Инфомекс обезбеди фотографија од регистрарските таблички на автомобилот на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, на кој јасно се гледа дека на нив се уште стои старата кратенка МК. Со ова добиваме уште една потврда дека Зоран Заев вчера нотарно ја лажеше македонската јавност. Германските бизнисмени во земјава ја оценија со 0 македонската влада. Германците смета дека владата дала приоритет на надворешната политика, но го изгубила фокусот во економијата. Лоши оценки добија и владините даночни реформи, немање инвестиции во образованието, недоволноста од стручен кадар, како и борбата против корупција, која е поврзана и со тендери кои немаат смисла, но и честите промени на законите кои кај бизнис заедницата создаваат правна несигурност. Ова го објасни господинот Патрик Мартенес, директор на Сдруженијето на германски стопанственици во Македонија. Германските бизнисмени ги испорача оценките во последната анкета за деловна клима во 2018 и 2019 година, спроведена во февруари годинава. Највисоки оценки германските бизнисмени дали за работатна сила која е подготвена да работи и да ја подобри продуктивноста, како и трошоците кои ги имаат за трудот, иако се зголемени деноците поврзани со тоа. Според германските инвеститори, економската состојба лани во земја била мощно неповолна. Вкупно 56% од компаниите ја оцениле како лоша, 39% како задоволителна, а за 5% била добра. Во Македонија работат 201 компанија со германски капитал кои вработуваат околу 20.000 луѓе, а најпознати инвеститори се Деклер Мајер, Кронберг, Шуберг, кои инвестираат во мандатот на владата на Груевски. Трговската размена со Германија лани изнесувала 3,64 милијарди евра. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM.